Добар ден. Добар ден. Како си? Добра. Мислев дека ќе ми ја смечиш раката. Да си тргнал со топките. Добро. Сега, лево, десно, горе, кај работиме? Горе Што имаме горе? Имаме нешто приспремено е. Горе имаме подкровје. Со тоа што имаме дневна, имаме спална малечка детска соба, балкон и вец. Добро. Ајде да видиме, да не правиме на памет муабет. Имаме тести скалички, има начин како да го качиме мебелот? Има начин. Вие веќе тука имате нешто? Има начин, се отварат тука горе сега. Како се отварат? Ова е. Добра ти е финтата. Ај сега качисте да ми кажеш што иде тука надолу, а што ќе се качи горе. И пред се за кого е дневнава соба? Дневната соба е наменета за син ми. А исто сакам така да биде малци као игротека. А што ќе играте тука? Доле имаме некои работи што ги користиме као игри, да ги преместиме тука горе кога му доаѓаат другарчиња и така да биде као една забавна соба. И ние имаме уи, па знам како треба повеќе место за да се размахта. Што довека останува, што користиме? Скоро све да се премести, ако може само плакарот да некоја комбинација да се искомбинира со плакарот. Добро. Прозорците гледам ви се сменети, ќе треба да менуваме врати, со подот што работиме? Да. Со подот сакаме да ставиме... Да е обој или да правиме ламинат? Дека ќе биде игратека. Да. Исто така сакаме и таму, пошто... Да го снима? Па да биде него поинаков. Да. Тоест да не го гледаш дрвото, предпоставувам. Ставаме на вас. И терасата со ниско џамче, ама... Терасата со ниско џамче. Добра е. Да. Малце така го направивме. На малиот изгледа таман ке му биде, за излегување. Подолго го направивме, за да може да се користи таа за седење. Супер. Може. Значи не за да ја обработиме. Ама оградата веројатно нема да можам да ви ја менувам, може нешто само да ја историме околу нејзе, на нејзе, врз нејзе. Ќе ви го препуштиме на вас тоа. Не знам. Се што не знам што да направам. Ти реши го. Дали е тоа или има уште? Не, имам уште една соба и едно веце. Ајде. Колкава соба. Малку ниска. Ниска дека протпреди. Ова што треба да биде? Ова треба да биде као детска соба. Леле, мерак. По кафе? 5,5 години. Цел стан за него. Да. Супер. Сака нешто особено, некакви бои, цртани ликови? Супермен, Бетмен. Така. Значи напиени се на суперхероите. Да. Добро. Ова да биде дел за спиење работа, така? Да има креветче, да има работна масичка. Плакарче лево десно за него. И пак игрална, убава простор. И ова ќе да е вецето? Да, тоа е веце малечко. Ај баше малечко. Сакаш да му правиме внатре да може и да се тушира? Ако може тоа сакаш. Може. Мислам не може да има туш кабина, ама може да се тушира право на почки. Па да се патиме за работа, тебе да те оставиме да тренираш. Може. Тоа ти што го знаеш најдобро и јас што го знам најдобро. За спортската јавност тој е добро познат ракометар. Па затоа и се пожалив на силниот стисок на раката, која му е главното орудие во занаетот. Што се однесува до подкровието, состојбата му е како за таван, кој не се користи особено, но добро е да го има зашто настанот му дава дополнителна содржина, што сега сакаат да ја искористат и големите и малите. И двете генерации за иста намена – игра и забава. Малку е незгоден излезот кон терасата, за која има веќе поставено прозорци и тоа лизгални. Со малку наведнување се излегува на инаку пространа тераса, за која сакаат да ја користат повторно за уживање и можеби утринско кафе. Радиатори има, но не се користат, така што тие во идниот простор ќе бидат заменети со електрични панелни греалки. Помалата просторија е прилично ниска, а ќе биде наменета за детска соба. А како за детска има доволно простор. Ако спиењето е во најнискиот дел на просторот, тогаш целиот преден сегмент треба да остане за играње и комуникација. Како составен дел на оваа мала соба е и еден тоалет, што е во лоша состојба. Инсталацијата е пуштена, но таа е надворешно водена. Долу има запци од канализација, остатоци од гусани цевки. Се на се, доста работи ќе треба да се изменат за тоа да изгледа солидно и културно.
Во просторот има и доста мебел, кои тие решија да не го задржат, туку да го подарат. Единствено ќе останат плакарите, на кои веројатно ќе им залепиме некакви лепенки или тапети, за да бидат во склад со остатокот од просторот. Се на се просторот изгледа малку тмурно, во собата и ниско. Сепак е по квадратура добар простор и наша задача е да го осмислиме. Еве го мојот план. Генерално, според мене, просторот треба да биде многу светол, а бидејќи треба да функционира како игротека за мали и големи, да биде и весел, разигран, нешто што би го постигнале со боите на ѕидовите и на гарнитурата. Гарнитурата би ја планирала да може да се отвора за спијање, да има можност за преспивање на баби и дедовци или пак во иднина можеби и на другарите на детето. Со бел мебел, на кој би се сместиле наградите, подароците и достигнувањата на Стојановиќ. Конечно, во детската соба искористуваме постојно плакарче, постојно креветче. Треба да додадеме масичка за работа и дополнителна комода. Ова засега би биле доволни елементи за гардеробирање, а како детето ќе расте, ќе има во ниските делови доволно место за дополнителни плакарчиња и комоди. Има доволно место и за уште еден кревет, што е секој пат добре дојдено кај младите семејства. Тоалетот некако ќе го средиме. Она што ме радува е дека се одлучија да постават соларен систем кој треба да функционира за загревање на бојлерот што се наоѓа во долната зона, токму под овој тоалет. За да започнеме беше потребно да се консултирам со изведувачите што од сето ова е можно да се изведе. Поточно нема ништо невозможно, само прашање е што од каде ќе биде спробнато и позиционирано. Значи, жива среќа имаме еден прекин ова штекер таму. Добре, супер. Баш фино. Те ставим уште. Сега концепцијата ни е, кај што телевизорчето ќе го извадиме радиаторот. Да. Тука ќе биде телевизијата. Значи централно да можеме понамал да го излечеме, да ги искористиме тој прекидач, само ќе поместиме понамал. Ај таму се постигнеш или да ваја стран треба. Да го ставиме некаде. Може така. И светло не знам екстра пуштаме. Много да едно централно. Малку темно ми е. Да. Од е ниско. Имаме неколку потенцијални проблеми кои ќе направат потешкоти при работа. Прво, на катот имаше вкупно 3 штекери. Потоа прекинувачи позиционирани на таванот на гредата. Други релативно недостапни на ѕидот кај скалите. Кабли на сите страни, а центар кој е долу во дневната. Од друга страна, во собата позицијата на таванската ламба е проблем. Ѕидна една ќе ставиме за дополна. Кај креветчето ќе има штекерче за ноќна ламба, но централната ќе мора внимателно да се избере. За да знам што каде ќе стои, можеби не е лошо да ги набавам светилките. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Голема мебел распродажба на експонати и мебел од залиха во салоните на Југо Експорт Стил. Гарнитури од 20 до 50% попуст. Клуб маси, трпезариски маси и столици, 20% попуст. Спални, дневни и детски соби, од 30 до 50% попуст. Кујни со 60% попуст. Распродажбата на мебел експонати е започната. Испорака веднаш. Количините се ограничени. Југо Експорт Стил. Естетика на кованото железо. Изработка на огради за скали. Огради, заштитни решетки, мебел, врати и балконски огради од ковано железо. Проектирање, компјутерска обработка, изведување и монтажа. Унига инженери.
одиме во Манекс. Импозантен ви е салонот, мислам најголем дека е во Скопје, ако не се лажам, и вистина има за сите вкусови. Да, баш за сега ние почнуваме од нешто малку поедноставно. Се работи за едно подкровје кое треба да се користи и за игра и за забава. Значи, таму замислив некакви рефлекторки, гледаме тука многу рефлекторки има на избор. А сега ќе ви покажеме неколку светолки од програмата на Егла. Моментално можам да ви го представам овој модел. Значи, тоа е тело со 4 чашки. Да, такви ни треба да имаат поише. Барем 4. Доста се, значи, практични. Чашките ротираат, значи, за 360 степени. Користат сијалица 9 вати. Значи, таа 9 ватна е штедлива рефлекторка, која што заменува околу 50 вати светло. Добро, јас го гледам, нели, тој ги гледам, овие ми се малку слични се у суштина. Да, ова тело е, значи, рефлекторско, исто користи, значи, 9 вати штедлива сијаличка, која што заменува 50 вати. Исто може да се ротира телото, но исто така имате и тело, значи, на шина со 4 сијалички. Добра. За разлика од другото тело, што е поопшто, тоа тело... За стаклените ми. Да, за стакленото користи, значи, G9 намој. И овие тука ми се симпатични, и овие се интересни. Меѓутоа, генерално гледано, тие веројатно ќе дадат поопшта светлина. Не ми се допаѓа што се халогенки, значи халогенки би користела во крајен случај, бидејќи ја имам оваа тука на избор. Да. Таа ќе си ја заврши добро работата во тоа подкровје. За другата ќе треба да најдем една таланска светилка која што треба да биде многу плитка, бидејќи има 1,65 м во таа зона, ќе треба да биде надградна, пластична, за некоја глава, не дај Боже ако се чукне од големите во неја да не ми се случи нешто ниту на него, ниту на светилката. Ќе најдеме. Обавезно. Тие ќе работат заедно, паралелно. За да се постави таванот, треба да ги извадат аголните дрвени лајсни и оние делови од ламперијата кои вибрираат. Генерално остатокот од ламперијата, иако не изгледа убаво, е цврста. Каблите внимателно се проверуваат и се протнуваат со минимум растворање. Ова е битно за да не се отвора дополнителна работа на гипскартонџиите. Каблите се нови бидејќи се менуваше и таблата, се пуштаат директно од долу. Таванот само се обложува со гипскартонски плочи зашрафени директно на ламперијата. За позиционирање на новите прекинувачи и ТВ инсталацијата, ѕидот внимателно се штемува. И каблите се провираат зад арматурите. Откако целиот тој процес на растурање и редење се завршува, може да се започне со бандажирање и обработка на ѕидовите. Време е да ги забрзаме водоводжиите, кои треба да направат реинсталација на тоалетот, да го способат за туширање и да го задоволат моето барање да ги снема по можност канализацијските цевки на подот. Ова само шолја ќе биде и мијалник, така? Шолја мијалник, ама со како туш. Каде одбор? Ше завчера го пише. Што? Не можеме да извадиме? Треба да се качува под. Ако качуваме под, треба да тука да се качи. Нема место за да тука. Или има место? А кажи ми, овие цевки ќе можеш да ги преупотребиш? Нешто. Со него разговаравме и околу сечењето на цевките за парно. Како подоцна се заклучи од страна на собствениците, процедурата е малку комплицирана кога системот е под притисок. Па решивме дека, бидејќи ќе бидат зад гарнитурата и зад комодата, и бидејќи некој пат можеби сепак ќе го вклучат системот, тие да останат какви што се. Одиме понатаму со рушењето. Ги вадиме вратите на чие место ќе се најдат нови. Концептот што го имам во глава е секој пат светло, бело, сакам бели врати и такви ги купувам. Ти со лева, ама јас со голема десна нога ти влезов. Ојле. Минатиот пат последна изгледа дека дознав дека можете да работите врати до 270 см висина. А сега мислам дека сум меѓу првите што дознава дека имате нов салон, тоа дека го подготвуваш. За кога се спрема? Салонот би требало да биде спремен финално за една недела. Па баш сум горда што сум меѓу првите што доаѓа да ти го Па да ти кажам, баш си прва што доаѓа, што влегува. Добро. Се наоѓаме на булевард Македонска, ударна бригада, бројот 150. Во Куманово. Во Куманово. Следната недела која ќе дојдам ќе има нешто ново од ова што го гледам? Да, ќе има уште модели, така. Кажи ми што гледам. Пака од почеток имаме една масивна врата, малку поексклузивна, на мисефонираните врати. Интересен ти е первазот на неја. Тука имаме
фурнирана врата со алуминиумски апликации. Нешто како игра со фолија. Не, фурнирана е врата. Добре. Тоа е масив? Не е масивна врата, ова е фурнирана со дабл фурнир, па е брецована, али може истиот модел да се направи масивна врата, значи буквално истиот модел да биде. Добра, и моите бели врати. Да. Бело па бело. Бело па бело, некако фаворит ми се, лесно ми се вкопуваат во моите интериери со бел мебел. Сега гледам дека тука се со различни обработки, ама сигурно не се сите што можеш ти да ги направиш. Не мислам. Тоа може да биде пожелба на клиентот, значи може да изработиме врата и по некој цртеж. Во бизнисот знам дека сте веќе од одамна, нели, татко ти е зачетник, да речем, на компанијата, ама вратите би се понов сегмент? Па не. Мислам и со врати веќе долго време работиме, али КСБ дизајн како компанија веќе постои од 2008 година. Так. Ке има нешто друго во организацијата на салонот? Да, мислам тука на средина би требало да има уште модели на врати. Нешто блиндер врати би требало да има. Блиндерот сами ќе ги изработувате? Не, блиндерот ќе биде во соработка со нека друга компанија, али за тоа потом. Так, затоа потоа, да. Кој ќе дојдат ќе си ги ставим. Да. Добро. Ги изрушија и плочките и им ослободија пат на водоводжиите да ги средат инсталациите. Конечно морам да проверам како ќе го изведат она што го барам од нив. Инсталациите ќе обезбедат секој пат топла и студена вода. Претходно имаше само студена. И најважно, не смееја да си дозволат да го кренат нивото на тоалетот повеќе од 2 см. Толку им дадов, зашто е толку ниско, што секој сантиметар ми е исклучително важен. Време е за плочки. И овој пат со Билјана, за да најдеме адекватни, весели, не многу скапи, а сепак исклучително квалитетни. Се работи за едно поткровје, поточно едно WC, кое што го има во склоп на детска соба. Ние малце го сменивме, нели, распоредот, па направивме едно тушче. Одлично. Да, за да може детето кога ќе попорасне да може се користи, да се тушира таму само. И сега нешто детско. Весело нешто, да. Тука баш на овој дел имаме нешто на пастелни бои, значи смирени тонови. Значи ги има во пастелно зелена крем варијанта, па нешто појако. Така, да, појако баш може да биде како за детска комбинација. Има зелено, има портокалово, црвено има, па нешто имаме налака исто весело со цветчиња, значи како што е портокаловото. Зелена ја има истата како зелената е убава, мислам и цветовите ми се допаѓаат, само дека е момче, може да си го стават, но не се стават. Го имаме и во зелена, како што ви кажав. Убава е плочката, бела паста е, значи не е керамичка. Подната исто е порцеланска, јака, квалитетна плочка. Значи тоа бела паста? Бела паста е многу подобра за разлика од црвената паста, помалку впливност на вода има. И мислам дека оваа зеленава ми е убава, бидејќи собата е сина, сега да не ставаме стандардно се да биде сино. Така, да. Како од земек момче мора сино. Па мора, да. Не е проблем, баш убаво е да се разигра. Само дали ќе ставате некоја декор, бордура. Просторијата е толку малечка што мислам дека само со двете нијанси, нели, со бела и со зелена и со подната зелена, дека одлично ќе се направи убава комбинација. Одигра и баш како голема е димензијата на плочката. Така 25 на 40 со 33 не е проблем. Така, значи бела, зелена и подна. Одиме со зелена, постои опција и бела за подна доколку сакате? Не. Зелен. Имам и тераса, ама. Да, ќе биде друго. Баш, ќе видиме терасата понатак. Бањата е толку мала што во неа нема потреба од особени декори. И велев дека нема да ставам декор, но се премислив. Сепак освеживме со една мала вертикала меѓу мијалникот и шолјата. Во вака мал простор во кој вратата мора да се отвора навнатре и има максимална висина од 198 см, вертикалното поставување на плочките е нешто што би го препорачала, за визуелно да добиете повисок простор. И декорирањето во вертикални риги е исто нешто кое го издолжува. За терасата одбрав одлични кремасти плочки. Имав некоја идеја дека ќе се редат плочка врз плочка, но по испитувањето на терасата заклучивме дека на еден сегмент плочките сепак се малку растропани. Старите се извадија сите, плочата се коригираше дополнително и се премачка со изолација, па дури потоа се лепат овие плочки. Од нив се работи и цоклето. Сето ќе се заврши со адекватна фуга. На делот на излезот кон терасата, над одзидокот исто решив да се обработи со плочка, за да биде целата позиција поцврста и за одржување полесна. Уште малку па ќе стасаме до моментот кога ќе треба да го работиме и подот. Па затоа, прво треба да избојадисаме.
Генералната боја на дневниот простор е светло-кремаста, многу нежна. Еден од главните ѕидови го бојадисуван во силно портокалова боја, сметајќи ја портокаловата како активна боја, која ќе биде доволно силна за на неа да не морам потоа да ставам тапети, без разлика што е ѕидот голем. Парапетите кои имаат заштитна улога кон скалилата се исто во кремаста боја, а малата соба одлучив да биде светло-сина. Во неа на најголемиот ѕид треба да има слика со суперхерои, кои му се омилени на синот на Раде. Затоа одиме во Тетово. Повторно сум кај тебе за да направиме еден голем постер. Малку имав проблем да најдам адекватна фотографија. Се работеше за тема суперхерои, од кои што најдов голем Супермен, голем Спајдермен и така натака, ама треба сите на купче да ги соберам. Ти испратив на мејл нешто, сега ти го погледна, гледам и го отвори. И сега да ми кажеш дали е доволно голем и дали можеме нешто да направиме околу оваа слика за да може да се аплицира на некој си 3 метра ѕид, 3 на 2. Во конкретна ситуација се работи значи за поголем ѕид, со поголеми димензии. Фотографијата што ја имаше одбрано значи не соодветствува со тие димензии, која ќе се испечати толкава нема да биде убава, но јас ќе пробам дали истата да ја средам или нели комбинирано од сите суперхерои да пробам да најдам нешто и да ја изведам. Олеснителна околност е што тука имаме нели илустрација така да полесно ќе се. Можеш во Photoshop да му додадеш некои ефекти евентуално да испеглаш малку. Сега уште една олеснителна околност за тебе, дај ми ја големата слика да ти покажам што можеш да направиш за да испадне подобро, за да излезе ова секако што треба. Од левата страна имаме врата. Значи тука 1 метар можеме да се поместиме со нив. Така. И од десната страна имаме плакар и од таму имаме 1 метар. Може да се збијат насреде суперхероите, а портокаловиот дел нели позадината да ја растегнеш. Так. Позадината портокалова може да ја различиме колку сакаме и суперхероите кои ќе дојдат поситни во централната позиција ќе добиеме поостра, поубава резолуција на фотографија. Добро. Колку време ти треба за да изработиш еден таков принт? Овој принт со овие димензии, обично ние го работиме за еден ден, се печати. А каква подготовка треба да има ѕидот? Ѕидот секогаш треба да е мазен. Последно што сакам да те прашам, колкава е големината на фотографијата што треба да ја бараат за да може ти да им ја испечатиш и да изгледа сагон? Значи, накратко, појаснување на работите е да бараат, кога бараат на интернет нели бесплатно, слики барем над 4 мегапиксели. Над 4 мегапиксели да бараат и би требало да добијат нешто. За постоечка нели фотографија или дизајн на интернет што стои. Постојат нели страни кај што се плаќаат тие работи наменски изработени на интернет за печатење. Тука нема грешка. Тука нема грешка, ако некој сака да купи, ако некој сака малку да украде. 4 мегапиксели. Како секогаш. Добро. Мебелот кој го оставија да биде подарен, конечно се изнесува од станот и некого ќе усреќи, што особено ме радува. Уште повеќе ме радува фактот што во просторот сега може повеќе да се диша и да се работи, бидејќи вака расчистен не бил откако започнавме со работа. Наоколу се сега само плакарите, кои подоцна ќе бидат позиционирани на своето место. Активностите се префрлуваат на кровот. Се позиционираат соларните панели и котелот на специјални држачи. Во долната зона ќе има контролна табла, од каде ќе може да се регулира системот и се разбира тој е поврзан со главниот бойлер. Така бойлерот всушност само ќе догрева ако има потреба, а во најголемиот број случаи со топлина ќе се снабдува преку соларот. Долу се мести електричната галантерија и светилките. Не се многу, но треба да се функционални. Оваа за детската дефинитивно е добра варијанта. Силна е, што е многу важно за малата соба, и е пластична, па нема да ми е страв ако ја погоди некоја топка погрешка. Додека тие си работат, ние по под во Quickstep. Повторно имаме едно подкровје, но сега... Повторно? Да, трета сезонава, мислам, супер. Да. Кој е сега ова е со малку поразлична тема. Доле си ги имаат сите содржини во долниот простор за живење, а горе треба да направиме една дневна соба за забава. Плюс уште една детска соба. Светли тонови. Светли тонови. Да, светли тонови. Имено, светли тонови, особено што немаме баш многу голема висина особено во детската соба, така е птен паѓа таму на некои си 70 сантима. Значи, само треба да ме насочиш дали светли онака кон иптен бело светло или нешто со сиви ноти, така тоналитет. Не кон сосема бело, значи може кремичасто или на сиво.
и евентуално гарнитурата да биде во еден јак тон. Јак тон. Да. Добро, во ред вака, значи имаме доста интересни. Ова е интересен артикал перспектив, но широка даска е, 19,5 сантиметри. Имаме доста, значи од него имаме 8 и 9,5, значи имаме ларго модели 2 метра, значи тоа се сив со принтинг, да. Имам уште еден артикал кој што е вака, онака изразито сив тоналитет, нешто као сиво беш вака со реле. Има ли нешто вакво, но малку посветло? И има посветол тон, но тоа е седмица. Но не е битно дали не, 8, 9,5, 7 не, значи заштитниот слој идентичен кај сите. Само разлика во милиметража дебелина. Значи сивка, онака и со бодови е баш онака по-природен. Што го викате вие кантри. Кантри. Кантри момент, да, кој што е доста сега тренди, онака може да кажам автентичен и онака приближува до природата. Автентично давче. Ми се допаѓа овој. Многу симпатично, многу убаво. И мислам дека со тие свежи тонови што планирам да ги ставам, белиот мебел, бели врати, совршено ова ќе се склопи. Подот може веднаш да се реди. На подот, освен дополнително чистење, не му треба никаква друга подготовка. Светол е и ќе му даде нова димензија на целото поткровје. Со сребрено-кафените нишки тој одговара на било каков мебел и на сите нијанси на ѕидовите. Па затоа на собствениците во иднина ќе им биде лесно да менуваат, а сето повторно лесно да се ускладува. Подот има 25 годишна гаранција, така што е исклучително издржлив и токму наменет за користење во една домашна игротека. Иако мислам дека повеќе ќе лежат или седат пред телевизор, зашто главната занимација ќе им биде Wii и PlayStation. А за малиот суперхерој, една група од суперхерои на целиот зид. Овој постер ќе ги спои сите бои во поткровието. Портокаловата во дневната и сината во детската, зелената од бањата. Леле, колку им е супер на денешниве деца, кога можат да замислат што сакаат да се залепи над зидот, а и на нас родителите што сето тоа можеме да им го направиме. На времето имавме по нешто, некакви постери од забавник или од дневните вестници или специјално купувавме од книжарници. Ма беа постерчиња, никој пат цел зид. Ова и дава на собата сосема друга димензија. Се надевам дека многу ќе се радува на него. Набавив и санитари, и чешми, и дел од мебелот за поткровието. Назад на објектот се и молерите за да завршат. Имено нерешени останаа столбовите, кои многу ми пречеше што се црвени, па беа и некако валкани. Секако времето си го направило своето. Па ги решивме со акрилна и мрсна боја. Јас пробав како ќе изгледа фугите да ги направиме бели, но констатирав дека само ќе си навлечам белја. Поточно за таква работа ќе треба весно уметничката да ја викнам. И се откажав. Второ побарав во втората фаза од гипскартонџиите да изведат нешто околу скалилата, зашто под конструкцијата на скалилата изгледаше ужасно. Ниту беше добра за да се избојадиса, варовите се ужасни и претходната боја е разлејана. Вертикалата и подконструкцијата нарачав да бидат барем освежени, но околината ја обложија со гипскартон. Но потоа се утврди дека дел од конструкцијата ни стрчи. Се коригираше за да може да функционира при отварање. Ова отворање реално ретко се користи, највеќе сега, бидејќи носиме работи нагоре и надолу. Има уште една поголема работа што треба да ја внесеме. Гарнитура која ќе ја набавиме од Федом. Да ти го покажам новиот модел на Федо. Тоа е кубан гарнитурата. Модуларна, повторно функционална, 2 агли, фотелја и табуретка. Во основа димензија 2,92 на 1,91 м. Модули што може, предпоставам, да се распоредуваат како сакам. Значи се прави голема аголна гарнитура, тросат, само без табуретката. Ми се допаѓа овој детал, многу. Искрено, ова малечко да, и се плюс на аглите, значи овие два елементи и фотелјата, има минимален простор за складирање. Так. Да. Го има тоа на табуретката? На табуретката не, значи само на тие главните елементи. Перниците се дупли, повторно се вади штофот за перање. Така. Минимален простор за складирање. Тоа би било супер за постелнина. Да, и кога ќе се кренат сите елементи, значи аглите и фотелјата може да се спојат со конектори за да биде постабилно во поставувањето, зависи пошто некојаш се прави поголема комбинација. Добро. Материјалите се исти, различни? Материјалот ист, сега имаме нови бои. Ова е интересно. Црвената, да.
црвената, малце двои од претходно што беше карминга, посвежа. Да, убава е, баш црвена. Да, светло сивата. Капучиното е нова боја и темно сивата. Супер. Ми се допаѓа. Че тоа се новите бои. И може нели од секоја парче да и во различна боја ако се прави. Убави ми се боите, ама јас зелена сакам. Добро. Каква и да ќе биде, дали да. Каква и да ќе биде гарнитурата, нели дали ова или гемини како што сум си ја замислила на почеток, зелена. Бањата со елементите беше речиси при крај. Има шолја, се намести и тушот, останаа уште сосема малку нешта како галантеријата. Кога? Малку и не ми беше јасно како се случи ова. Особено што сами си ја ставија цевката и сами си ги ставаат елементите. Ама луѓе сме и грешиме и секако се поправаме. Се разбира дека ги искршија плочките, наново менуваат цевки, а за утредента го молев мајсторот да се врати и да ни ги замени плочките на истово место. Освен што се губи време непотребно, другото се поправа. Мебелот што го набавив е готов и треба да се склопи. Некои шеми се едноставни, како на пример клуп масичката. Некои се навистина комплицирани. Реално треба да се има трпение за монтажата, зашто нема шанси да сгрешите, освен ако не прочитате точно што се пишува во упатството, или можеби ќе се изнервирате од делумната комплицираност. Се насе ќе бидат склопени неколку потребни парчиња, како фиокар, работна маса, 2 библиотекара, клуп масичка и ТВ комода. Подоцна ќе остане да се распоредат. Меѓу последните работи кои останаа немонтирани се вратите. Вратите се бели, со детал во вид на вертикална линија, длабнатина на самото крило. Се заоблува со убав заоблен первас, кој на местот за жал мора да биде пресечен поради позицијата на вратата. Се на се, заедно со светлиот под и светлиот мебел, вратите ќе бидат освежување на просторот. Југоекспортни се секој пат тука, и за големи, и за мали нешта. Мало ќе купиме, а големо да гледаме. Си се прошетав низ салонот без тебе. И јас без да видам. Ти шмугна. Да разгледам што имате ново и можам да констатирам дека имате доста нови работи, што ме радува. Да. Како на пример овие тука, не знам, така интересни комбинации. Комбинација дрво пластика, ова е пластика. Така. Предпоставувам дека се подготвувате за сајам кој што Прилично, се наближува. Кој што доаѓа точно. Така, и ме интересира што од новите тенденции ќе успеат нашите да го видат. Така, значи нешто прилично ново и најново вдека е оваа неокласика, значи за разлика од другите прикази. Високите сјаеви од типот на бели, црни, високи сјаеви, ова се фурнири во различни бои кои што може да бидат, со изразени годови, значи лакирани во висок сјај. Димензиите се изразито големи. А не изгледа така. Веројатно бидејќи се фурнирите века надолжно да, самата поставеност прави, инаку во изразите големи, тоа се 2 на метар, 220 на метар. Програмот инаку е не многу обемен, од истата линија, значи вклучува трапезариски маси, клупски маси и високи комоди кои што генерално би се поставиле во трапезариски дел. Може да бидат значи бази, прикажаната база која што во моментот е една од тие. Купувачот има своја слобода да бира варијанта како може да биде базата. Исто така и за боите на самите фурнири. Боја на храст, значи боја на дап. Така, значи сепак се на природни варијанти. Природни варијанти се, да. Не се вештачки природни варијанти, значи природните бои на дрва. Добро. Ме подсетија на една шминкерница од баба ми што ја имам, која што е таква во орев фурнир од времето. Да, се враќа времето, интересно е. Па не, и да биде нешто поразлично сепак. Веќе интересно и еден од новитетите кои малку што ми се досади од дефинитивно црно-бело сиво. Ова нешто поразлично и очекуваме да поминува добро на пазарот. Одлично е. Има уште неколку нешта што ќе го оплеменат просторот, како на пример тапетите. Земав едни тапети кои ги поставивме на плакарските врати. Кога се вративме следниот ден, беа целите смежурени и не ми се допадна. Сепак одам во Домус. Сакав да одберам нешто поквалитетно и за овие врати и за вратите на темно кафеното плакарче во детската соба. А може би и за ѕидчето до креветот, кое замислувам дека со тапет ќе биде попријатно за спиење.
јас дојдов да изберам тапети за една детска соба, во која што треба така малце да ја дошарениме и да залепам на плакари, сакам така малце да ги оличам, ако се стари. Детски тапети знам дека ќе изберам, ќе завршам работа за се што ми треба, меѓутоа ми кажа дека имате некои нови каталози. Нови каталози на фирмата Раш од Германија, значи кои што се малце поразлични од останатите. И па да ги видиме. Ајде. Значи вака сега. Така да ви ги покажам. Овие сите ви се нови? Па дел од нив се нови, значи ова е Белтисто 2015 година. Се добри. Се работи значи за поквалитетно изработен тапет и се работи значи за 10 квадратна ролна. Тоа значи метар во ширина на 10 метри во должина е значи ролната. Види, ова е дебело, онака беше сериозен тапетов. Да, многу се добри изработени, дури мисламе да ги гребеш, значи нема да се оштетат. Добро, други? Другиот е Максимум. Значи класика. Да, класика, меѓутоа има и вакви варијанти. Ова ми е многу интересно. Како претходните. Да, меѓутоа се крупни шарите вообичаено кога се текстурни, значи освен ако не им се доближиш, не можеш да ги видиш кога се текстурни. Ова баш можеш оддалеку да го гледаш дека е онака како крупна форма на материјал, некој за гарнитура или за облека. И имаш ли некој мојот омилен го сакаш? Да. Ова е понов исто, меѓутоа овој е 7 квадрати, значи рулната, изработен исто за класични, да кажам, интериери, меѓутоа еднобојните се како многу субави. Да, текстурна, како имитација на текстил, значи нешто што дава многу добар ефект на зидот. Многу добар ефект, одлично. Јас на класичната варијанта би играла на ова. Да. Дефинитивно. Помодерен е дефинитивно. Малку е така ми е, ем класичен, ем ми има текстура. Ова за покласични интериери, мислам дека може да биде. И овие тука што ги видов, претходните, ми се многу добри за модерни интериери. Сакоата. Да, максимум. Да. Во нашето поткровје активностите привршуваат. Се домонтира мебелот. Се поставуваат тапети во детската кои ги избрав жолтеникави со звездички. И се поставуваат на санитариите и галантеријата. Сега запомнија кај им беа цевките, а јас по 3 пати ги прашував каде смеат да бушат, а каде не. Креветчето едва и го наместивме, иако при демонтажа изгледаше екстремно лесно. Лесно да го демонтираш, ужас да се вратиш назад. Се монтираат и грејните тела во дневната и во детската. Тука сме при крај, па може да се расчистуваат и групите и полека да го средиме и уредиме целиот простор со мебелот кој беше наоколу. Комода со фиоки во детската. Библиотеките во дневната соба. За седење, лежење и спиење, гарнитурата од фејдом во светло-зелена боја, симпатична ТВ комода спроти неа и сивкаст килим под клуп масата. Во дупките што беа остаток меѓу зидот и гипсоблогата кај скалите, донесов камчиња и ги наполнив. Во дупките пуштивме и кабел, а на нив закачивме малечки светилки кои ќе дадат ефект на високиот зид. Ова е фин детал, подоцна ќе можат да се ставаат и боцкаат суви цвеќиња, бамбуси и слично. Од долната детска соба донесов играчки, од кои речиси сите се со суперхерои. Ја доосвежив со шарено весело килимче и со округли патосници, наменети за мокрите ноџиња кога излегуваат од бањата. И на крај наградите, пехарите, признанијата, кои би биле главна тема на полиците во дневната соба. Има уште место за уште достигнувања кои се очекуваат. И еден важен детал за терасата. Голема перница за лежење и кулирање со утрински свеж сок или вечерно какао. Не знам што друго би му пожелила да пие на еден спортист. Лиле, каков хаос.
Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градините плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате, во Скопје и Битола. Ова беше едно од новите поткровја на Ајде дома, кои сезонава обилуваат. Како се насмеав со Мими од Quickstep, веќе ќе докторирам на тема поткровје. Беше тоа малку запуштено и руинирано место кое требаше да се пренамени во игротека за големи и мали. Со детска соба прилично ниска, наменета засега за едно, а во иднина и за две дечиња. И тоалет во кој прв печаток се шумата од цевки на сите страни и грдите плочки под нив. По сите интервенции се доби квалитетен, светол интериер кој не оптоварува со детали. Растеретен од мебел, од информации и од случување под зидовите, наменет да се ужива, легнат свртен кон телевизорот. Бидејќи во просторот се сместени признанијата, тие и доминираат кога се качувате по скалите, бидејќи тука се библиотеките ударни. Раде во моментов работи за успешен норвешки ракометарски прволигашки тим, па иако не се видовме, сепак му пожелувам добар успех во работата и прекрасни моменти со најмилите во новото поткровје.
Уживајте во новиот простор на Ајде дома. Барањето на вашиот личен стил, во кој дома ќе се чувствувате пријатно, е работа на искуство, интуиција и следење на неколку основни дизајнерски принципи, кои се разбира можете и да ги прекршите ако знаете како. Светлина, боја, декорација, текстури и детали, спакувани во функционални простори, за кои ќе посакате во секое време да си речете Ајде дома. Ајде дома, на Телма, до недела, 15:35.